Значи вака, вечер гледаме на тарот. Ова петочна вечер, оние што не се излезени. Пишете вашите маки, еве сме. Ајде да видиме, тука сме со вас, ослободете го вашето срце. Сега исцелител, ако гледате само на една камера, јас ќе бидам преполовител. Значи, уклучете се на втора камера да ги гледате картите за тарот. Романтична гатачка, да. Чекай да видим што вика, ајде гатај. Чекай да видим, некој вика, гости вчера му дошле, кога пак ќе му дојдат. Еве ќе ти фрлам за гости. Не, некој сака за кариера да му овакво. Да му фрлам карта. Ајде. Ајде за кариера. Кога ќе се оженам? Чекај, лов. Значи лов. Сега му гледам на Ристе Стојмилов. Љубов. Ристе, пиши кој број сакаш. Пиши кој број карта сакаш. Еве ја ќе влечам за тебе. Љубов, кога ќе се ожениш? Слушај кога ќе се ожениш. Значи тебе ти се отвори сонце. Сонцето вика вака. Дека треба да отидеш на море оваа година. На море таму солта што ќе ја собираш. Ако нема да се бањаш цел одмор. Еве дека е море. Цел одмор да не се бањаш, да не се тушираш после сол. Солта да ја собираш. Да ја собираш у еден сад, у еден тањир и после кога ќе излезеш во град, ќе ја викнеш таа на ручек. Еве да, море. Таа ќе ја викнеш на ручек и на ручек кога ќе однесеш. Значи нема да ја даваш палачинка, благо да зима. Слушаш ли, Ристе? Не благо да зима, значи. Благо не е солено да земе. Чорба, по можност чорба да е. Нешто ориентално ми кажува овде. Гледаш, ориентално ми се покажува. Ориентално нека биде мусака, нешто. Сарма. Нека биде ориентално. Сарма, значи, треба да нарача, али ако нарача сарма, гледа да женската да не е растурена. Ако нарача сарма растурена, значи растурена е. Смотана, болje да е смотана. Смотана сарма и со таа сол ќе ја посолиш. Еве, ми се јавува дека ќе ја посолиш со таа сол. Да, со таа сол од одморот. Ристе, слушаш ли? Чекај, Ристе, на Ристе му гледам, чекај. Ристе, значи така. Значи, кидеш на море, солта ќе ја собираш од тебе, нема да се бањаш, да се тушираш од сол, ќе носиш сарма, да биде смотана, не растурена женска. Ајде да видиме. Ќе влеземе ли во ЕУ? Ќе добијам ли виза за Словенија? Аха, само да видам ова кој. Тука ќе добијам ли Магдалена Јаневиќ. Магдалена Јаневиќ, Магдалена, на Магдалена ќе фрлиме сега карти за кариера. Магдалена, пиши број, кој сакаш број? Бире од 1 до 10. Ајде. За Магдалена да се погодат овој карти. Магдалена, пиши број. Еве за кариера за Магдалена гледаме. Чекај. Еве за Магдалена. Добре, Магдалена. Дали пише, еве ја ќе бирам карта за тебе. Број 9. Број 9. Магдалена, кариера. Еве што ти стои тебе во кариера. Ти се падна кариера, значи месечина. Значи, треба пред словенечка амбасада да правиш мунвок. Да го научиш мунвокот многу добро да го правиш. Али овде гледаш што ти се покажува. Значи, ти се покажува ове летниковецот што е на плоштад. Таму ќе го вежбаш. Значи, кај летниковецот на плоштад ќе вежбаш, ама за визата ќе ти пречи некоја особа, гледаш овдека, зумире убаво. Значи, овде гледаш има бело на главата, бела капа. Значи, главата му е у гипс. Сакаш? Значи, нешто е повредена таа особа. Оваа бела особа е нешто... Да, значи нешто е повредено и она носи некаква мисла. Ти ја имаш повредено таа особа. Треба на таа особа да ја најдеш, да и се извиниш. Тогаш ќе добиеш виза и мунвокот да го научиш. Еве, ти вика no. Значи мунвокот треба да го научиш, да го вежбаш. И исто ова е пченка. Треба пченка една да земеш да насадиш хектар пченка. Еве ја пченката тука, гледаш како ти се покажува. И со пченката, додека рониш, класето, додека го рониш вака, мунвокот да го правиш тука кај летниковец и оваа особа што се ја повредила, гледаш главата како е повредена, у гипси е, гледаш, значи ќе треба таа особа да ја најдеш. Ајде одиме со други. Слушајте ме добро. Сабрина ги повикува сите духови. Како се викаше оваа заборев? Билјана беше? Билјана. Значи Билјана, тебе да видиме дали ќе положи статистика Билјана. Значи тоа е кариера исто така. Еве Билјана, број 2 тебе ќе ти уклучам карта.
еве за Билјана, ебе ти вика, одговорот е не, нема да положи статистика. Сега ќе ти кажам зошто. Еве, гледаш овдека треба да не се бањаш исто така недела дена и у ова мало, значи ќе најдеш мало корито, ќе се бањаш. У тоа корито месец дена не смеш да се бањаш, уствари, а у ова коритово, после месец дена ќе отидеш ќе се избањаш. Водата, ќе ја исцедиш само водата и тоа што ќе остане рѓата, што не си се бањала. Тоа ќе ми го донесеш. Значи нешто ми е матно, матно ми е, значи не можам да видам, ќе треба тоа рѓата да ја донесеш. Разбираш? Гледаш, имаш овде едно дебело дрво. Стап и ружа. Ружа ќе те тепа. Ружа имаш некоја. Ружа ќе те боцне некоја ружа, значи тоа ќе треба. Ајде да одиме на други. Дали ќе ме примат на драмски? Мартин Јованов. Ајде Мартине, тебе исто така кариера. Еве Мартине, чекајте, тешко ми доаѓа за тоа што ова се поминува низ мене. Еве Мартин, да видиме дали ќе те примат на драмски. Еве ти кариера Мартин, број 10 ќе уклучиме, кариера. Кариера Мартин. Слушај сега добро. Еве ти ги картите, значи јас не лажам, еве ги картите, не е до мене. Дали ќе те примат на драмски? Значи ти, Мартине, видиме добро. Ќе треба, исто имаш тука некоја особа. Еве, со таа особа, таа треба да те спрема. Еве. Значи зелена особа, значи зелено у пролет. Сега у пролет треба да почнеш да се спремаш на денот на дрвото. Баш на тој ден ќе треба да почнеш да се спремаш, а гледаш позади како има конј со црвено. Значи црвена, таму ќе имаш ти нешто црвено, револуционерен текст треба да одбереш, знаеш? Ама празене под ова дрво и треба на ливада, да ги однесеш професорите на ливада тука. Значи на ливада ти, така ќе те примат. Чекај да видиме друг. Кога ќе се квалификува Македонија на светско? Ајде, гледаме за Македонија, кога ќе се квалификува на светско. Кога Македонија ќе се квалификува? Генерално да се квалификува на светско. Еве кога Македонија ќе се квалификува на светско. Значи ги гледаме, еве ги гледаш, еве се покажува едно срце, еве, не лажам, се покажа The World. Гледа камерата, регистрира, картата вика свет, значи ќе се кандидира на светско. Еве, сега ќе ви кажа. Значи, еве, овдека имаме еден фудбалер и женско. Значи, треба женско да биде селектор. Селектор да биде женско, ама многу згодна. Многу згодна треба. Или капитен. Не, у жив зид треба да биде. У одбрана. Женско треба у жив зид у одбрана да се стави. Така? Да. Женско и жив зид у одбрана, зашто вакво... тоа ни кажува дека имаме многу дупки у одбрана. Тоа ни кажува, женското ни е сега у одбрана. Имаме дупки у одбрана, значи. Значи треба таа дупката да се затвори. Да се најде дупката у одбрана. Да, значи ние имаме грешка со одбрана. Еве, значи тоа е yes. Значи еве картата вика yes, ќе се квалификува, значи. Значи гледате на втора камера, ќе се квалификува, ама женсково кажува дека имаме дупки у одбрана. Да. И дека прв пат ќе ни биде, невина е, женската е невина исто така, прв пат ќе ни биде на светско да отидеме. Ете, картите кажува се, ние ќе отидеме на светско, ама не го кажам јас, картите. Дайте чаша вода, тешко ми паѓа, ова се помина низ мене. Дали Македонија ќе победи на Евровизија? Ајде да видиме, дали Македонија ќе победи на Евровизија? Еве, фрлам за Евровизија. За Евровизија нека биде прво место. Првата карта ќе отвориме. Еве, првата карта е отворена. Македонија ќе победи на Евровизија. Одговорот не, ама сега ќе видиме, не е битен одговорот. Да видиме картата што вика. Картата вика The Pope. Значи папата. Значи ова е работа. Треба да се направи кореографија. Значи овој човек овдека ни пречи. Некој терсене човек има, гледаш? Овој го гледате со брадата тука. Тоа не му е брада, тоа му е коса. Косата му е доле, значи он е наопаку нешто роден. Наопаку некој човек. Наопаку нешто е терсене, тој треба. Нешто правиме наопаку со Евровизија. Да, тој човек, обратен е некој. Да, обратно, нешто има обратно направено он и од него не може да победиме на Евровизија. Гледаш, еве го човекот, косата му е доле, значи терсене, нешто е наопаку роден. Нема да може да се погоди и гледаш он како иде од позади. Ете, гледаш он од позади стои, а гледаш од позади како има
Слика, ето. Значи, човекот, тој треба да се најде. Дали Благица Павловска ќе стави силикони? Не смем тоа да гледам. Ке добие мајка ми на спортска денеска, бе брат, дај кажи нешто 300 нервози направи. Ке добие Леонтина, сега ќе ви Леонтина, тебе пари ти треба. Ајде хам за Леонтина, за Леонтина е средна бројка, 5 ќе одбереме. 5. Еве, Леонтина истата карта ти се отвори. Мајка ти, еве, ливчето е наопаку е уплатено. Еве го човекот со косата наопаку. Ништо Леонтина, не, скини го одма. Ливчето е наопаку уплатено и еве го телетекстот позади. Гледаш што покажува? Еве го, ова ти е телетекст. Видиш? Овој телетекст овдека, он го бара далинското. Значи треба одма да го најдеш далинското, да гледаш и овој човек е повреден, да го најдеш далинското, да му го дадеш на човек повреден, некој што се му сгрешила на некој, да иде да преспие со далинското. За далинското, со тоа далинско после да укусаш за телетекст, така ќе добиеш на спортска. Ајде да видиме друго што има. Има ли црн дечко за мене? Катерина Нешкова. Катерина Нешкова за љубов. Катерина Нешкова за љубов да отвориме. Хам за Катерина Нешкова. Ајде да видиме за Катерина Нешкова. Еве Катерина Нешкова. Катерина Нешкова. Дали ќе имаш црн дечко? Еве Катерина. Еве Катерина, ти гледај ги картите, еве ја ништо да не ти кажувам, ти погледни ги картите. Еве Катерина, кажи ми ти што да ти кажам ја тебе на оваа карта. Погледни ја, молим. Значи погледни ја карта. Гледај. Значи ти треба да купиш црвени штикли. Штиклите треба да ги извадиш тоа високото, така да ги носиш и да ги подгазиш. Да ги подгазиш, а некој човек ти го имаш обврзано. Некој гледаш, он каков е. Али сега ќе ти кажам, треба да го најдеш у школски уходник. Гледаш како е ова? Уходник. И ако неќе, мора да го фатиш присилно да го однесеш на математика, на час. Заедно да седите. На математика на час. Гледаш? Гледаш он како е направен? Значи он бегал од часови. Значи таа црна особа тебе ти бега од часови. Да му кажеш да не бега од часови и да се врати на математика, кога ќе ја поправи двојката, ќе бидете, овој кецот кога ќе ја поправи двојка, кога ќе добие, ќе бидете заедно. Дали Ѓурчица ќе ослабне до матуру? Мирослав Гроздановски. Одиме за Мирослав, за Ѓурѓица. За Ѓурѓица. Нека има кариера, ќе отвориме. Дали ќе ослабне до матура? Еве ќе отвориме број 9 за Ѓурѓица. Види сега Ѓурѓица. Значи, еве ја сликата Ѓурѓица. Погледни. Еве. И јас ли ги кажувам картите? Така ти се отвара. Види. Ти, ако продолжиш вака Ѓурѓица, со приколица ќе те носат на матура. Гледаш ли? Гледаш ли Ѓурѓица? Не кажувам, еве со приколица ќе те носат и тоа, гледаш, ќе биде многу топло. Гледаш дека све е погодено за матура? Еве, многу ќе биде топло и со приколица ќе те носат. Вака ако продолжиш. Еве го дечкото Мирослав што праша, еве си ти на приколицата. Мора да ослабне. Ѓурѓица мора да ослабне. Да видиме, Ѓурѓица да ослабне. Ајде Ѓурѓица, можеш ти, Ѓурѓица. Ќе ослабнеш Ѓурѓица, можеш ти. Ајде, прашајте ме нешто. Прашајте ме нешто конкретно. Прашајте ме, јас ќе гледам да тогаш ќе мешам. Ќе мешам. Ајде, Ѓурѓица. Прашај ти нешто. Добро е, Ѓурѓица. Гледаш ти се покажа, сепак ти кажа. Значи, матура ќе положиш, ама мора да ослабнеш. Гледаш? Чекај, Ѓурѓица. Ова најтешко ми падна ова за Ѓурѓица, дека изгледа е поправена и ми измори. Гледај колку ми измори. Не може да продолжам. Не може да продолжам. Еве пулс да измерам. Еве, ова за Ѓурѓица најтешко ми падна. Кој ќе биде следниот пациент во емисијата на Турско кафе со Драган Вучич? Ајде да видиме. Ајде да видиме, да гледаме на кафе. Тоа нека биде генерално кој ќе се погоди. Ајде да видиме која е таа особа, дали ќе ја погодиме. Ајде. Значи таа особа, еве како изгледа таа особа. Еве. Чекај да има. Добро, бери кетна. Таа особа, значи, има животно до незе. Има Елен. Значи, да, Елен има многу животни до неја. Гледаш од позади и куче некој влечат. Еве картите. Мелита ќе биде. Кај Мелита ќе иде на карта. Сега, ајде да ви гледам. Ке влезам ли во Тавче оваа година?
Кој прашува тоа? Александар Тодоровски. Дали ќе везеш во тавче? Значи сакаш да се ожениш. Тоа е љубов. Ајде, Александар. Ајде. За Александар. За Александар чека да ги промешаме картите. За Александар нека биде за љубов среќен број 7. Еве, тој број ми се јави. Александар, види сега да ти кажам. Еве оваа карта што ти вика. The Fool. Будала си, Александар, ако се жениш. Будала си. Еве, гледаш ли? Значи, ова ти е сликата од која ќе се ожениш. Види раката како ти е на чело. Гледаш ли? Гледаш ли со стапот, како си тргнат. Гол и бос си останал. Она тебе те има соберено. Све ти има обрано, сите картици испразнати. Ете тоа, Александар. Гледаш и куќата кај ти е далеку, оддалеку ќе ја гледаш и нема да ја видиш. Облачно ќе биде. Гледаш, облачно ќе биде, ќе врне, значи ќе врне, таму врне, значи таму е плодно, кај тебе е суша. Гледаш ли? Гледаш ли? Александар. Аха, Јован Трпевски сака женска да фати. Ајде да видиме како е Јован да фати женска. Јован, еве да ти кажам право. Еве ти Јоване, види колку кривини имаш. Не можеш да фатиш женска. Многу кривини факаш. Не се концентрираш на една, разбираш ли? Јоване, еве. Кула имаш женска. Значи лед. Го гледаш ли оваа змија што е у лед? Што ти кажува таа змија? Ке земеш змија, ке земеш овакво. Ке земеш една пијачка, ке земеш многу лед ке ставиш. Вода нека биде, многу лед. Тој лед ке треба да го носиш цел јуни, да не се растопи. Тој лед кој ќе помине, ги гледаш ли кривините ова нагоре како иде? Тоа е водно. Значи треба до водно у јуни да ги носиш секој ден, ама брзо да идеш. До водно да се качиш горе и назад по кривините да не ти се стопи. Дома кој ќе се вратиш, тој лед ќе оставиш после, ќе кажеш на мајка ти граф да ти направи. Кога ќе ти направи граф, ќе кажеш само да видам која вода. Еве да, четвртата вода треба да ја истори, до четврта вода да ги истори. И после Александар, у гравот пуканки. Гледаш овие пуканки се овдека. Пуканки ќе ставиш, пуканките, гравот, и ќе ставиш малце лед. После тоа, ќе земеш лозов лист, ама лозов да земеш. Лозов, значи ќе си чуваш. Лозов лист ќе земеш, ќе направиш сарма, ќе го завиткаш тоа, ќе го ставиш под перница, ќе спиеш и ќе ти се каже. Сега, ајде да ви гледам. Ајде за здравје, за среќа, гледање на карти, за љубов. Да видиме Вујкоти дали ќе се ожени. Ајде да видиме за Вујкоти. Кој е овој? Веле Тодоровски. Веле Тодоровски, дали Вујкоти ќе се ожени? Еве за Веле да видиме. Еве го Веле. Еве го Вујкоти. Гледаш? Значи Вујкоти не верува у Дедо Мраз. Треба да му купиш пакетче на Вујкоти. Разбираш? Ке му купиш пакетче на Вујкоти и внатре ке ставиш исто печено пиле мора да ставиш. Значи пакетче за нова година со печено пиле. Ете, тоа е Веле. Ете така. Значи тоа беше се. Тоа беше се за денеска.